Дали Македонија е единствената земја во која се наметнува идејата за поништување на лустрацијата? Во ниедна источна европска држава во посткомунистичкиот период лустрацијата не е прогласена за ништовна. Во главно, лустрацијските закони и постапки во земјите во Централна и Источна Европа предвидуваа разрешување, објавување и признание на лицата кои се наоѓаат на јавни функции, а за кои биле утврдени на побитни докази дека вршеле повреда на основните човекови права во името на комунистичката идеологија или често само поради стекнување сопствена материјална и нематеријална корист, што во многу сегменти е слично со законот во Македонија. И покрај тоа, кај нас пак имаше примери каде лустрирани лица и по одлуките на комисијата вршеа јавни функции. Поранешниот прв човек на комисијата која ги чешлаше досиејата од поранешните комунистички тајни служби, Томе Аџиев, вели дека комисијата за лустрацијата во Македонија работела професионално. Истакна дека за сите лустрирани има документи кои ги оправдуваат нивните решенија. Те предмети кои ги помина комисијата за верификација на факти и кои завршија со одредени решенија врз основа на кои беше прогласен одредено лице дека е соработник, се прецизни врз основа на документи. Нема нити еден предмет каде што фалат документи или кај што нема документи или кај што некој креирал документи. 11 членови беа во комисијата, сите ги гледаа документите и гласаа според својата совест. Чедомир Дамјановски, кој пак беше член во првиот состав на комисијата за лустрација, се согласува дека е правен прецеден, доколку се поништат одлуките на комисијата. Тој вели дека дел од одлуките биле донесени со консенсус, но дека за одредени имало и жолчни расправи. И тогаш тврдев, а и сега тврдам, и бен денеска, дека 70% од луѓето, околу 70% од луѓето што беа лустрирани, немаше основ, немаше или документи, или немаше основ да бидат лустрирани. Откако Дуи го услови предлогот на СДСМ, се поизвестно е дека предлогот за поништување на лустрацијата нема да го донесе овој парламентарен состав.